Директоре, ваше видување на актуелната состојба од деновиве во Отовички залив? Така, видите, нема да се правиме слепи и неми по однос на тоа прашање. Ги видов и јас, проциркулира неколку вести и фотографии од тој дел на акумулацијата. Во тој дел, во Отовичка река, јавно предпријатие Лисиче нема надлежност за истата ситуација. Посоодветно е и подобро е да се постави тоа прашање на соодветна институција која што има ингеренција за самата работа, но повторно ќе напоменам, сите координирани работи помеѓу институциите би биле добри за решавање на проблемот, така да во тој дел сметам дека не можам да дадам ни одговор нешто кога не е моја ингеренција. Не би сакал да шпекулирам со изјави што е, како е, зошто е. Треба да се види, да се испита, да се направи анализа до каде е таа процедура за рачистување на Отовичка река. И на крај на денот се надевам и еве би рекол малку и поубедливо, знам дека ќе се најде решение и за овој проблем. Нема да се дозволи материјата да тргне кон површината преостаната на езерото? Во моментов е таква ситуацијата, но кога би се рачистила целата она притока на акумулацијата или односно Отовичка река, иако се рачисти како што Републички ги изврши своите врски, мислам дека тука више ќе добиеме и чисто корито кое што нема да представува проблем за самата акумулација, каде што на дел од ќе ми извините ако нешто сум во грешка, ама не би требало да сум, на 200 метра од тој дел накај Отовица ќе биде изведена едната бушотина, која што преку цевка ќе влегува во водата во акумулацијата, а другата ќе биде на Рудничка река. Така да сметам дека сите овие активности околу езерото треба да имаат определени фази кога, што и како. Со оглед на тоа што мислам дека лани беше рачистен и уреден каналот од долниот дел под мостот, се надевам дека соодветната институција или оној кој што ги имате ингеренции ќе продолжи со истата работа да се рачисти тоа корито во целост.